Добро утро, 6 часот рано наутро, кај милиот наш Свети Нектарije. Еве полека, сакам да ви раскажам една приказка, заедно да ја проследиме. Да, тука сме во храмот, кој што го изградил Свети Нектарije, во машкиот дел, каде што се поклонуваме на неговата света глава и на делот моштите, складирани во едно убаво, благословено ковчеже. Благодата, уште само што ќе стапнеш на портата, на влезот од манастирот, душата ти расцветува, срцето ти се отвора и се излева една благодет, една радост, едно исчекување, и душата тежне да раскажува, да споделува со милиот старец. Овде конкретно сме во женскиот дел, еве и на гробот, да се поклониме, да се помолиме, а веќе има молитвеници. И радоста е голема. Како би можело овие простори да раскажуваат колку молитви, колку солзи, колку тага и радост се споделена, колку надеж. Свети Нектарije, послушајќи и понатаму нашите молитви, и услиши ги. Душата е преполна до умиление, напуштајќи го огромното место на Свети Нектарije, и полека се упатуваме по патеката, исполнета со мирисот на благословените цветни аранжмани, прекрасната гледка, мирисот на утрото, израците на сонцето, кон големиот храм посветен на Свети Нектарije, каде што сме во очекување да го доживееме големиот празник, слегување на Светиот Дух и роденденот на црквата. Еден од најсветите празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. И значајно е да сознаеме дека овој настан има посебно значење, затоа што Светиот Дух од тоа време па се до ден денес не ја напушта црквата на литургија, во молитвите, во сите дела. Во Стариот Завет, луѓето го знаеле само Бога. Со раѓањето на Христос го видоа единородниот Син, а на Петдесетница го запознаа третото лице на Света Тројца, Светиот Дух. Полека приближувајќи се кон храмот, душата се радува, срцето трепери во исчекување да на Божествената литургија го доживееме денот кога се слави слегувањето на Светиот Дух и да го прославиме роденденот на црквата. Дојдете и вие, придружете ни се. Мили пријатели, вие сите кои ме придружувавте при ова приказна, ќе ја завршам со една единствена желба, сите да сте во овој момент на некоја литургијско славење, на слегување на Светиот Дух, и сите заедно да го доживееме роденденот и прославиме роденденот на црквата. Нека е благословен денот.